вечер, Скопje, добро вечер, Македониjo. Почитувани граѓани, празник е денес во Македонија, ден за простување. И јас сакам ова прилика да кажам, за незнаењето и неспособноста ќе им простиме, ама за злосторствата, за насилието, за криминалот никогаш нема ниту да заборавиме, ниту да им простиме. Почитувани граѓани, Македонија се наоѓа пред нови локални избори. Искуството од досегашните избори покажува дека од секој нов изборен циклус Македонија излегува се послабава, посиромашна, се поподелена по партиска и етничка линија. Досегашната изборна кампања не наговестува ништо ново на овој план. Македонија со разделен и осиромашен граѓанин се повеќе е непрепознатлива до исчезнување. Република Македонија со султан демократија делува како заробена држава. Власта контролира се. Не ги контролира само медиумите, законодавната и судската власт, туку и нашите животи. Целосно ги партизира и атрофира контролните механизми, регулаторните тела, обвинителството, па се до Уставниот суд. Македонското светло во тунелот е одамна изгаснато и тоа на најбрутален можен начин. Граѓаните како да се помирија да живеат во држава без демократија и владење на правот. Држава во која најчесто занимање е пензионер, а најчест статус невработен или избришан од евиденција. Наталитетот опаѓа, а младите масовно ја напуштаат земјата. Македонија е единствената држава во Европа која не е способна да организира попис. Ниту знаеме колку не има во државата, ниту знаеме како ќе го проектираме нашиот развој. А зошто е тоа така? Заради тоа што во државата е инсталиран еден репресивен систем начело со водач, пастир, кој е умислен дека е избран не само да води, туку и да го менува и кодот на нацијата, да создава славно минато и голема историја, да ги насочува луѓето што да мислат и како да живеат. Во потрага по античката историја и славното минута предизвикува криза на македонскиот идентитет и спротивно на науката и здравиот разум ја вовлекува земјата во митоманија. Изгора на се не нуди никакви решенија за изнес од тука. Затоа, почитувани пријатели, во оваа прилика нема да говорам за локалните избори од две причини. Првата говореа Јани и Андреа и тоа е нивна работа. Тие ги водат и центар, општината и градот Скопје. Но нема да говорам и од една друга причина. Затоа што тие по дефиниции за власта не се локални избори. Погледнете ги само министрите начело со премиерот. Наоружани со лопати, ножици, крстарат низ државата и не делат на ваши и наши. На нивните ветуваат. Гласајте за нашите, владата ќе даде пари. На нашите ги бркаат, ги осудуваат, ги обвинуваат за криминали и така натаму и така натаму. И оној талент од министер за здравство стана шеф на изборниот штаб на ВМРО ДПМН. Фино го суреди образованието и здравството, а сега се намерачи да ја среди и локалната самоуправа. Ги напуштија кабинетите и потрчаа по советнички места и градоначалници. Почитувани пријатели, дали можете барем за миг да се сетите на некој премиер на влада во Република Македонија? Па дури оној негов брат близнак Орбан од Унгарија да трчат, да ги напуштат кабинетите, а да трчат по локални избори за советнички места. Тоа може само да се случи во Македонија. Ама нашиот пастир вели не го прави тоа за себе, туку за Македонија. Згора на тоа троши народни пари за партиски кампањи.
Цената на агресивната, примитивна, празна и загушувачка кампања и не е многу важна, бидејќи неа и онака неа плаќа Груевски, туку народот. Истиот оној кој за слична кампања од 2011 година се уште должи над 3 милиони евра. Најстрашно од се е, почитувани пријатели, што целта на таквата кампања е да се гледа само назад, што е можно подалеку во историјата, во минатото, а не околу себе или, не дај Боже, пред себе. Кога станува збор за делат со кои многу се фалат, лагите на ВМРО ДПМН немаат крај. Велат Македонија се сака со дела. Ако делата се единица мерка за патриотизмот на ДПМН, овие лажни патриоти искрено не си ја сакат Македонија. Во прилог на оваа теза ќе потсетам само на неколку клучни приоритети на Груевски што ги спомна при изборот на владата во 2011 година. Вети 2 милиарди странски инвестиции за 4 годишно владење или по 500 милиони евра годишно. Во 2012, драги мои, имавме скромни 105 милиони евра странски инвестиции и тоа во најголем дел реинвестирана добивка од странските компании во земјата. Од делата ништо. Вети НАТО и ЕУ интеграции. Сега сме подалеку од нив од кога и да било порано. После се, на добар пат сме да изгубиме и препораката за почеток на преговорите. Вети безскрупулозна борба против криминалот и корупцијата. Реформи на судството и јавна администрација. Наместо реформи имаме целосна партизација и компрометација на институциите. Од јавното обвинителство на правија и стурен партиски штаб кој треба да го штити криминалот само на власта. Одржување на ветија, одржување на добри меѓуетнички односи врз принципите на меѓусебна толеранција и почитување. По многуте етнички инциденти во изминатиот период, фарсата со законот за бранителите и особено по националистичките пораки околу Струга и Кичево, на добар пат сме да ни се повтори 2001 година. Ветија инвестирање во образованието, науката и информатичката технологија. Резултатот е следен. Научните работници си седат дома, добиват награди од председателот на државата, а партиски војници на работни места наместо научниците. На социјалните мрежи веќе не се говори за емиграција на младите, туку за евакуација на младите од Македонија. Според анкетите што самата власт ги спроведе, 85% од студентите во Македонија својата иднина не ја гледат во Македонија. Ако цветот на една нација, почитувани граѓани, не ја гледа иднината во својата татковина, за која иднина под ова власт може да размислува Македонија? И затоа, почитувани пријатели, Македонија едноставно мора да стаса во Европа пред да стасат нејдините деца таму. Но тоа со оваа власт е невозможна мисија. Затоа и незиното паѓање мора да започне токму на овие локални избори. Почитувани граѓани, историски е докажано дека во систем како нашиот морално и духовно преживуваат само оние силни личности и со професионален интегритет и животна смисла. Тие се наши природни сојузници и ги повикувам да ни се придружат на овие избори. Со нив може да се направи пресвар, иако, за жал, тие се во малцинство во Македонија. Се надевам дека и вработените во јавната администрација го делат нашиот вредносен систем. Независно што со нив власта изгради чист клиентелски однос, во кој постои јасна трампа, редовна плата за гласови. Не верувам дека сите вработени во јавниот сектор не сваќаат дека плата добиват од странски кредити, што владата месечно го подигнува и ги задолжува идните генерации. Колку побрзо го разберат тоа, толку побрзо ќе се обезбедат подобри иднина за себе и за своите деца. Власта е зависна од кредити исто како зависникот од дрога и е принудена дневно да се ја зема доза. Само во првиот месец од годинава владата направи буџетски дефицит од 46 милиони евра, што е двојно повеќе од она планираното во Пендрек буџетот на Ставревски.
Сега и на најзакорените членови на ДПМН им е веќе јасно зошто дојде до оној црн понеделник минатата година. И сакам овдека многу одговорно да кажам. Откако Груевски процени дека буџетот за 2013 година не може да се донесе на законит начин, посегна по брутално исфрлање на пратеници и новинари како поприфатлива алтернатива за него. Само тој и онаа мала група околу него знаеа дека доколку не се донесе буџетот и се помине на времено финансирање, владата не ќе може без ново странското задржување да ја врати ратата и требаше веќе на 8 јануари да си поднесе оставка и да прогласи банкрот на државата. Сакам уште еднаш да порачам, драги пријатели. Не смееме да останеме под ниеден услов надвор од НАТО и Европската Унија. Против диктатура објективно не можете да се борите сами. На режим кој имал силна подршка во парламент може да му се спротистави само голема и силна групација како што е нашата. Власта која по дефиниција е популистичка и како таква не е во состојба да повлече нужни, но непопуларни подести, наместо сојузници и продуциране пријатели. Тој модел на владење неминовно ја носи Македонија во безизлезна ситуација. Ако државата е во безизлезна ситуација, тогаш логиката налага да се смени насоката. А насоката ќе се смени само ако ја смениме ова корумпирана и ненародна власт. Време е тоа да се случи. Време е и оние лажни патриоти да сватат дека патриотот е секој оној кој е подготвен во секој момент да ја брани својата земја од својата влада. А оној вистински патриот во Македонија треба во овој момент да ја брани Македонија токму од Груевски и неговата влада. Но да не кукаме, почитувани пријатели. Во мракот вели една мудрост, не вреди да ја псуеме темнината. Треба да го запалиме светлото. На 24 март да го запалиме светлото за да видиме како паѓа владата. Да не дозволиме место владата да падне Македонија, да живее Македонија.